Градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски денеска заедно со учениците го отвори новиот спортско-рекреативен центар кој се наоѓа во населба Радишани, во дворот на основното училиште Ацо Шопов. Градоначалникот посочи дека ова е место на кое во минатото пораснале многу генерации, но за жал изминативе години било целосно запуштено, а игралиштата руинирани. Спортско-рекреативниот центар Радишани се протега на повеќе од 4000 квадратни метри и ги има следните содржини: ново модерно фудбалско игралиште со вештачка трева, нова челична ограда и ново лето осветлување, баскет игралиште со специјална фиба подлога, фитнес зона за вежбање и рекреирање, ново детско игралиште и тениско игралиште со акрилна подлога. Ова е уште еден спортско-рекреативен центар кој е изграден во изминатиот период. До крајот на мојот мандат секое населено место ќе добие свој модерен спортско-рекреативен центар, напиша Костовски на социјалните мрежи. Градоначалникот најави дека наскоро во училиштето Ацо Шопов ќе започне и изградбата на затворен пливачки базен, со што дополнително ќе се збогати овој спортски комплекс. Општина Кисела Вода ќе доделува финансиска помош на жртвите на семејно и родово базирано насилство. За оваа нова мерка, како што информира градоначалникот Орце Ѓоргиевски, ќе биде распишан јавен повик и ќе гарантира целосна дискреција на жртвите кои ќе се пријават, а ќе приложат потврда дека се регистрирани како жртви на семејно насилство. Насилството е за секоја осуда, никој на овој свет не смее да биде жртва. Ова не е прва мерка која ја воведуваме во насока на надминување на ваквите или слични проблеми. Предходно во населбата Црнича заедно со граѓанската организација КРИК отворивме канцеларија за психолошко советување на жртвите од булинг, семејно или било каков тип на насилство. Кисела Вода не само што е потписник на Истанбулската конвенција на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и семејното насилство, туку и во пракса интензивно работи на имплементација на сите нејзини постулати. Заедно сме посилни и можеме да направиме промени, напиша Ѓоргиевски на социјалните мрежи. Општина Центар во соработка со Црвениот крст на Општинската организација Центар по повод Денот на крводарителството организира крводарителска акција која ќе се одржи во понеделник на 17 март во периодот од 9 до 13 часот во сала на Советна општина Центар барака 6. Градоначалникот Горан Герасимовски ги повикува сите жители на Центар да се приклучат на оваа важна акција. Чинот на дарување крв е едноставен начин да се спасат животи и да се покаже солидарност. Со секое дарување стануваме дел од процесот на спасување и помагање на оние во најголема животна опасност. Дарувањето крв не е само можност да помогнеме, туку и начин да ја изразиме нашата човечност. Со дарувањето крв директно придонесуваме во спасување животи и ја поттикнуваме културата на хуманост. Ги повикувам сите центарци да се приклучат на акцијата. Во понеделник да даруваме крв и да им помогнеме на оние на кои им е најпотребно, истакнува Герасимовски. На вчера одржаната редовна седница, Советот на општина Газибаба ја усвои завршната сметка на буџетот на општината за 2024 и годишниот извештај за работата на општината. Со задоволство можам да заклучам дека 2024 година е најуспешната година во постоењето на општина Газибаба. Заклучокот произлегува од бројките. Вкупната реализација на буџетот на општината е со процент од 86,13%, а изразено во апсолутна бројка изнесува 1.468.626.010 денари. Најважното за секоја локална самоуправа се капиталните инвестиции. Во 2024 општина Газибаба има потрошено 342.317.414 денари за реализација на капитални инвестиции, или дури 84,37% од планираното, порача градоначалникот на општината Бобан Стевковски. Првиот човек на Газибаба нагласува дека не се заборавени ниту најранливите категории на граѓани. Поради тоа, програмата за социјална заштита бележи историска реализација во износ од 14.656.557 денари. Тука и реализацијата на програмата за спорт
која изнесува 97,64% или дури 9.734.515 денари. Програмата за заштита на животната средина се наоѓа на врвот. Во 2024 година незината реализација изнесува 6.163.333 денари. Јавното претпријатие за јавни паркиралишта Паркинзи на општина Центар Скопје ги известува граѓаните дека од 17 март ќе биде отворено новото депо на ПАЕК службата на претпријатието на новата локација до улица и мост Беласица под железничката станица. Новото депо ќе биде посветено на поддршка на процесот на управување со паркирање, одржување и чистење на јавните површини, како и за да обезбеди поголема ефикасност во секојдневното функционирање на паркинг услугите. Се очекува оваа нова локација да донесе значителни придобивки во контекст на зголемување на безбедноста и редот во урбаната средина. Ова е дел од пошироката стратегија на општина Центар и јавното претпријатие Паркинзи на општина Центар за подобрување на инфраструктурата и услугите во градот, велат од Паркинзи на општина Центар. Таму е Скопје, град мој љубав лише.